Во Пекинг се одржа сајмот за автомобили, но за новитетите од најголемиот пазар на автомобили на светот се погрижија со видеозапис да не информираат само европските марки. Таму премиери прославија членовите на групацијата Volkswagen и BMW. Од Обединетото кралство не дојде за препастувачка вест. Таму, атрактивниот MG Cyberster е поскап за дури 25.000 евра отколку во Кина. Додека цените на автомобилите поскапуваат, менаџерите на компаниите заработуваат фантастични плати. Italdesign повторно ја размрда имагинацијата. Две студии за изглед на автомобили ни даваат надеж дека новата ера ќе биде подеднакво возбудлива колку и скапа. Добре дојдовте во Автомагазин. После 4 добри години поминати на пазарот, BMW ја обнови Grand Coupe верзијата на серијата 4, што ја лансираше марката со големите бубрези кои на многумина не им се допаднаа. Секако, тие го преживеа фейслифтингот со кој беа опфатени и електричните изведби на купе лимузината. Измените се во согласност со сродните модели серијата 3 и купе и кабриолетот на серијата 4. Со корекциите во внатрешноста кои се суптилни, моделот загуби дел од физичките копчиња кои мораа да отстапат пред посеопфатната дигитализација. Кабината е облагородена со повеќе украсни елементи и префинети материјали. Под хаубата многу што не се смени. Палетата и понатаму опфаќа 3 бензински и 2 дизел мотора со моќност меѓу 184 и 374 коњи, некои со хибридна 48 волтна поддршка. Моделите на струја ги има 4 во диапазон од 286 до 544 коњски сили. Полстар, на кој никако да му тргне со посакуваното темпо, се подготвува за престојното воведување на царински давачки за кинеските возила во Европа. За таа цел, дел од производството ќе биде префрлено во погоните на Volvo во сојузната американска држава Јужна Каролина. Компанијата располага со супермодерни погони во Кина, а се користат и капацитетите на матичниот Гили и на Renault Samsung во Кореја. Така, во иднина, луксузниот кросовер Polestar 3 во Европа ќе пристигнува од Америка, а за атрактивниот Polestar 4 одлуката се уште не е донесена. Според плановите на раководството се очекува 40% од продажбата, која лани се искачи на само 55.000 возила, да биде пласирана во Европа. Амбициите на компанијата се производството идната 2025 година да порасне на преку 150.000 возила. Трансформацијата на Smart продолжува. Германско-кинеската марка го представи својот трет модел, најголем воопшто досега, означен како Smart број 5, тој представува тврдокорен кросовер со должина некаде меѓу Mercedes GLA и GLB, односно околу 4,5 метри. Значајна предност не само за европските купувачи ќе биде и тоа што во пространата внатрешност има место и за трет ред седишта. Платформата веројатно е иста на онаа која се поставени Smart број 1 и број 3, добро познатата од другите брендови и модели на Гили.
Електричната архитектура е на 800 волти, а најавените батерии со капацитет од околу 100 киловат-часови ќе испорачаат струја за поминување 550 километри. За сега во јавноста не се споделени никакви други информации за новиот модел, освен најавата дека сериската верзија ќе биде представена во втората половина од годинава. До тогаш останува да се шпекулира како марката ќе зголеми продажбата, која ни оддалеку не е на задоволително ниво. Honda почна да ја отплеткува северноамериканската електрична иднина на марката. За најголемата инвестиција во автомобилската индустрија во Канада ќе одвои дури 15 милиарди тамошни долари. Новата фабрика ќе биде изградена во близина на постојната во местото Алистон во Онтарио и ќе има капацитет за 240.000 возила годишно. Ќе се оформи сеопфатен синџир на снабдување со компоненти пред се батерии и repроматеријали за нивно производство, за што ќе се основаат партнерства со повеќе локални и меѓународни компании. За значењето на оваа инвестиција сведочи и присуството на канадскиот премиер на пресконференцијата на која таа беше објавена. Според плановите, првите електрични автомобили од новите наменски погони во Онтарио треба да бидат произведени во текот на 2028 година. Покрај оваа фабрика, Honda има уште 5 во Соединетите Американски држави и 2 во Мексико, во кои се произведуваат автомобили. Долгорочните планови на Honda предвидуваат до 2040 година целосната продажба во Северна Америка да ја сочинуваат електрични или возила со погон на водород. MG ја збуни јавноста со објавувањето на цената на атрактивниот Cyberster. Таа во Велика Британија ќе стартува од 55.000 фунти, позиционирајќи го електричниот родстер точно помеѓу Porsche 718 и BMW Z4. Оваа цифра за некои изгледа висока, бидејќи моделот во Кина каде се произведува се продава за околу 33.000 фунти. За други пак тоа е малку, бидејќи спортскиот восет со својот изглед и вратите кои се отвораат на нагоре ќе предизвика секој да ја сврти главата. Ниту перформансите не се за подценување, посебно кај верзијата со 2 електромотора која е поскапа за само 5.000 фунти. Таа со своите 503 конски сили, распределувани на сите 4 тркала до 100 км на час, стигнува за 3,2 секунди. Основната верзија пак располага со 340 коњи и има автономија од преку 500 км. Опременоста е повеќе од солидна, а како и кај другите модели на марката, безгрижноста на купувачите е покриена со сеопфатна гаранција од 7 години или 130.000 километри. Но амбициите на компанијата не завршуваат со Cyberster. Се подготвува и хиперавтомобил за кој се тврди дека ќе биде способен да забрза до 100 км на час за импресивни 1,9 секунди. Тоа го возможува извонредно аеродинамичната каросерија со коефициент на отпор на воздухот од само 0,181. Силата на 4 електромотори и максималната брзина не се познати, а за запирање ќе се користат падобрани. Иднината на овој концепт останува неизвестна, но јасно е дека шанси за некакво сериско производство скоро и да не постојат. Со представувањето на 4 електрифицирани модели, Nissan, следејќи ги интензивните промени на пазарот, ја започнува својата нова ера во Кина. Создадени со помош на локалниот партнер Dongfeng, тие треба да ја нагласат насоката во која марката ќе се движи во иднина. Таа засега се раководи со избалансираната понуда за сите купувачи, заради што 2 од концептите се чисто електрични, а 2 плагин хибриди. Концептот Epoch е лимузина
Кина наменета за урбаните патници кои сакаат да го подобрат својот животен стил со нови технологии. Кросоверот Epic ќе им одговара на авантуристите кои преку викенд се желни за истражувања и располага со систем за автономно возење. Може да функционира и како мобилен извор на струја за напојување на уредите при кампирање. И хибридните модели Evo и Era се од истите сегменти – лимузина и кросовер. За ниту еден од нив не се објавени никакви податоци, освен дека заедно со уште еден нов модел се планирани за производство до 2026 година. Реални шанси некој од нив да се најде во понудата на европските пазари не постојат. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. На сајмот за автомобили во Пекинг, групацијата Volkswagen не се препушти на случајот. Со представувањето на концептот ID Code SUV, Volkswagen воведува нова субмарка за електрични возила ориентирана на младите кинески купувачи. Компанијата е во мисија да го врати уделот на пазарот во Кина, откако BYD ја превзема лидерската позиција на продажба на автомобили на најголемиот светски пазар. Најавен е како предвестник на целосно нова генерација кросовери за Кина со нов изглед насочен кон потребите и желбите на кинеските клиенти. Секако дека Ауди и Ламборгини беа таму. Господарот на прстените имаше неколку новитети, додека бесниот италијански бик го лансира Урус со приклучен хибрид. Извршниот директор на Volkswagen Томас Шефер најави лансирање подбренд за електрични возила во Кина наречен ID.UX, дизајниран да ги привлече помладите клиенти. Првиот автомобил на новоформираниот подбренд ќе се вика Unix и ќе се лансира годинава. Без да открие детали, Шефер посочи дека новата подмарка ќе се одликува со прогресивен надворешен изглед и ќе има возачки ориентиран интериер со нов дисплеј и интерфейс со екран на допир дизајниран да ги привлече помладите купувачи. Volkswagen ќе произведува 4 модели на електрични возила во почетниот сегмент на новоразвиената архитектура наречена кинеска главна платформа, почнувајќи од 2026 година.
Volkswagen исто така ќе лансира 12 нови модели со мотори со внатрешно согурување и 6 приклучни хибриди до 2030 година со електрична автономија до 100 км. Концептот ID Code беше представен како лице на иднината на Volkswagen во Кина со интерактивно осветлување, асистент Аватар со вештачка интелигенција и автономно возење на ниво 4. Возилото е дизајнирано да биде подвижен простор за живење. Фокусот на Volkswagen на паметните интерактивни карактеристики е одговор на кинеските конкуренти како што се BYD и Geely, кои ставија голем дел од внатрешноста на фокусот на екраните и поврзаните функции. Ауди, кој на пазарот и во рамките на групацијата ужива повластен статус во Кина, за тамошните купувачи подготви посебна верзија за европскиот Q6. На почеток треба да кажеме дека овој модел нема ништо заедничко со истоимениот бензински кросовер кој се произведува само за Кина, од кој се разликува по знаките e-tron, бидејќи е електричен и под буквата L која кажува дека има продолжено меѓуоскина растојание. Тој според желбите на кинеските премиум купувачи е подолг за 105 мм, наменети исклучиво за патниците на задните седишта, на кои на располагање им се и нови инфозабавни технологии. Поголемиот простор има возможност инженерите на Ауди да сместат и батерии со капацитет од 107 кВт, кои според кинеските норми треба да обезбедат автономија до 700 км. Q6L e-tron ќе се нуди во верзии со погон само на задните тркала и електромотор од 347 или како Quattro модел со 470 конски сили, што е нешто послабо од европските модели. Истовремено, за купувачите низ светот, Audi ги унапреди плагин верзиите на Q7 и Q8 со помокни погонски склопови и нови батерии. Тие и понатаму се опремени со турбобензински агрегат од 3 литри со 340 конски сили, на кои електромоторот сега додава за уште 54, односно 150 коњи во посилните верзии. Покрај подобрите перформанси, новите батерии со поголема енергетска густина овозможуваат поминување на 90 електрични километри, што е двојно повеќе од досега. Подобрен е и степенот на регенерација, а новите модели добија и електронски контролирано подвозје. Секако соодветно на се порасна и цената. Lamborghini отиде чекор подалеку со Урус и, додавајќи му плагин хибридна поддршка од неговиот 4-литарски мотор, извлече дури 800 конски сили. Главниот фокус на инженерите беше двете погонски срца на Урус SE, како што му е знаката, да бидат усогласени и да работат во оптимална синергија. Електромоторот е сместен во куќиштето на 8-степениот автоматски менувач и може сам да ги задвижува сите 4 тркала на возилото до брзина од 130 км на час. Заради за дури 300 кг поголемата тежина, перформансите останаа скоро на исто ниво. За забрзување до 100 км на час се потребни 3,4, а до 211,3 секунди. Максималната брзина која може да ја достигне е зголемена на 312 км на час, а супер кросоверот може еколошки да помине 60 на километри без гориво и издувни гасови. Од стандардниот модел се разликува и во изгледот кој стилски е доближен до Ревуелто. Нови се предната хауба, браниците и дифузорот, а помодерните предни светла имаат друга графика. Аеродинамиката е оптимизирана и на возачот на располагање му се 10 однапред дефинирани режими. За возење на различни терени, растојанието од подлогата може да се спушти за 15 или подигне за 75 мм. Во внатрешноста централниот екран порасна на 12,3 инчи, а новите материјали се нудат во вкупно 47 колорни комбинации.
Цената, која официјално не е објавена, се очекува да изнесува околу 250.000 евра. На премиерата на Urus SE, која се одржа на салонот на автомобилите во Кина, Lamborghini потврди дека новата генерација, која ќе биде електрична, се планира за 2029 година. Со ништата доколку ги имаме, ни даваат инспирација за иднината. Ital Design е дизајнерско студио што остави длабока трага во автомобилскиот свет благодарение на своите сништа, како треба да се развиваат нашите љубимци на 4 тркала. Минатото е важен дел од сечие постоење, но и днината ја дефинираме сами. Со оваа мантра, италијанците представија два модели кои ќе бидат важен дел од дефинирањето на возилата на иднината. За тоа одлучуваат големите шефови во автомобилската индустрија. Пред да ги видиме двете визии од Ital Design, ќе ви информираме колку се платени првите луѓе на некои автомобилски компании. Седнете, ќе се изненадите од сумите. Во секој бизнис врвните менаџери имаат високи плати. Пред некое време дознавме колку Карлос Таварес лани инкасирал на своето конто, а сега и General Motors и Ford ги објавија примањата на своите први луѓе. Според извештаите на компаниите, првата дама на General Motors, Мери Бара, која со години беше најдобро платена во автомобилскиот сектор, лани имала вкупни приходи во висина од 27,8 милиони долари, што е за скромни 4% помалку од претходната 2022. Нејзината основна плата е 2,1 милион долари. Бонусите што ги добива изнесуваат 5,2 милиони, а остатокот од скоро 15 милиони се акции од компанијата. Клучната причина зашто примањата и се намалени е тоа што според менаџерскиот договор, нејзиниот надомест е поврзан со постигнувањето на целите на електрификацијата. Слични примања има и нејзиниот колега од Ford, Джим Фарли, кој заработи 26,5 милиони долари, за 26% повеќе од Полани. Покрај неговата основна плата од 1,7 милиони долари, тој доби акции вредни 20,3 милиони и уште 4,5 милиони долари на име на други надоместоци. Интересна ставка во неговите примања се 600.000 долари за употреба на својот приватен авион за деловни патувања, бидејќи од безбедносни причини Форд не дозволуваат неговите клучни раководители да патуваат со комерцијални летови. Како што знаеме, шефот на Stellantis Карлос Таварес за исклучителните резултати на компанијата што ја предводи беше награден со скоро 36 милиони евра, од кои нешто над 8 милиони се за она што Мери Бара не го постигна – електрификацијата. Изумирањето на салонот во Женева, кој беше мека за дизајнерските студија, ги разнесе премиерите на нивните дела на широко низ светот. Така Ital Design ја искористи модната недела во Милано во живо да го покаже концептот Asso di Pique in Movimento, кој лани во октомври беше представен во виртуелна форма. Се опишува како возило кое е способно да ги надмине границите на дигиталните прикази и да го катализира вниманието на посветеноста на Ital Design кон исклучителноста. Концептот, иако е само статична макета без погонска група, фасцинира и предизвикува емоции кои ќе се пренесат во идните трендови на автомобилскиот дизајн. Тоа главно се пропорциите, елеганцијата, едноставноста и функционалноста, но и ергономијата во кабината и употребените материјали. Во основа е 2+2 купе, долго 4,7 метри, со монолитна и аеродинамична каросерија, извлечена со една непрекината линија која ги обединува покривот со предниот и задниот дел.
Визуелниот континуитет е нагласен со стаклените површини кои создаваат едно прозирно пространство кое го осветлува интериерот во кој технологиите се незабележливо интегрирани. Атмосферата е подобрена со суптилна инфузија на природни мириси кои го зголемуваат расположението на патниците во возењето. Кратко време после тоа, Итал Дизајн во Кина се пофали со мистичниот концепт Квинтесенца. Во соопштението за јавност преовладуваат филозофски длабоки мисли со кои се опишува овој навистина убав концепт со чудни пропорции, долг е преку 5,5 метри, а широк 2 метра и 20 сантиметри. Купе кросоверските линии делуваат припитомено агресивно, а внатрешноста префутуристичка, но флексибилна, што се одгледува и од двете задни седишта кои може да се ротираат во багажникот. Основата му е алуминиумска, електричната архитектура работи на 800 волти, а масивните батерии од 150 киловат-часа ќе му дадат автономија до 750 километри. За перформансите ќе се грижат 3 електромотора со 790 конски сили. За иднината на овие впечатливи концепти нема никакви најави. Мини конечно го представи новиот Aceman, електричен кросовер кој ќе се надпреварува во субкомпактната класа. Новиот член во модерната линија на Мини го премостува јазот помеѓу Купер и Countryman, комбинирајќи практичност со агилност. За разлика од останатите модели, тој ќе се нуди исклучиво со електричен погон со две големини на батерии и мотори. Пред да ви го представиме Aceman, бината му ја препуштаме на Mercedes G580 EQ, електричната верзија на теренската икона. Дојде и тој момент. После долгото чекање и многу најави, Мерцедес ја представи електричната верзија на G-класата. Препознатливиот облик е задржан скоро во целост, вклучително и ознаката во која сега буквите EQ се додавка, а не префикс. Конкретно, место EQG, како што беше наречен концептот, овој модел официјално се вика G580 with EQ Technology. Непотребно комплицирање според нас, но како и да е, се друго кај него е кристално јасно. Механичката основа е крута шасија која со леснотија ги држи батериите, 4 електромотори и каросеријата со се во неа, заедно тешки вкупно 3085 килограми. Токму заради тоа носивоста номинално му е само 415 килограми, но за да може легално да се управува со возачка дозвола од Б категорија. Неговите вкупно 588 конски сили ќе го повлечат до лимитираните 180 км на час, при тоа забрзувајќи го до 100 за тркачки 4,7 секунди. Заради тежината страда и автономијата која и покрај капацитетот на батериите од солидни 116 киловат-часа се движи помеѓу 434 и 473 километри. Иновативниот концепт на погонот со независно контролираните електромотори овозможува единствени функции на движење, како што се вртењето во место. За полесно совладување на тешките терени сите 4 тркала се управливи, а за комплетирање на впечатокот во возењето се грижи посебен аудиосистем кој генерира специфични звуци. За внатрешноста исполнета со модерни технологии и луксуз е излишно да се зборува кога е во прашање возило со 3 крака звезда, чија цена стартува од 143.000 евра. Дизајнот на Мини Aceman ги комбинира шармантните карактеристики од хеджбекот Купер со аголни детали на Countryman.
Дарежливите количества на мат црна пластична обвивка околу каросеријата и шините на покривот го спречуваат да личи на висок хеджбек, давајќи му кросоверска појава омилена кај купувачите. Стаклените површини што ја обвиткуваат каросеријата и пловечкиот покрив се типични дизајнерски црти на компанијата, како и октагоналната решетка напред. Таа служи главно за украсни цели, додека долниот довод на браникот обезбедува доволно ладење за внатрешните делови на електричното возило. Предните светла делуваат привлечно и нудат 3 различни режими за LED графика. Кога ќе дојде на пазарот кон крајот на годинава, Mini Aceman на купувачите ќе им понуди 4 нивоа на опременост. Тоа се Essential Classic, Favorite и John Cooper Works, секоја со соодветни визуелни печати. Со вкупна должина од 4075 мм, Aceman е за 217 мм подолг од Cooper и цели 35 см пократок од Countryman, сместувајќи се меѓу двата модели со пензионирањето на Clubman. Внатрешноста изгледа многу слично на Купер, а единствениот дисплеј е кружниот OLED екран на допир од 9,44 инчи сместен во центарот. Додека повеќето од функциите се интегрирани во екранот на допир, има неколку прекинувачи за старт-стоп, рачна сопирачка, менувач и контрола на јачината на звукот, што му го олеснуваат животот на возачот. Инфозабавата Mini Operating System 9 е инспирирана од паметните телефони и го интегрира новиот интелигентен личен асистент на Mini наречен Spike. Возачот има пристап до 8 изборни режими за мини искуство кои го менуваат внатрешниот амбиент со посебна графика за екранот придружена со различни осветлени образци. Контролната табла е украсена со плетен материјал. Облогата на вратата е изработена од рециклиран полиестер, додека седиштата доаѓаат со избор на текстилни површини или перфориран тапацир Васкин. Кросоверот е опремен со 12 ултразвучни сензори и 4 камери за поглед од 360 степени, поддржувајќи го пакетот ADAS, кој може да вклучува софистицирани системи како Driving Assistant Plus и Remote Parking. Mini Aceman ја дели основата со електричниот Mini Cooper, па не е изненадување што двата модели нудат исти погонски единици и батерии. Почетното ниво на Aceman E е опремено со еден електричен мотор кој произведува 184 конски сили и 290 Нм вртежен момент. Опремен е со батерија од 40,7 кВт-часови, обезбедувајќи возење до 310 км. Aceman SE може да се пофали со помоќен електричен мотор кој произведува 218 конски сили и 330 Нм, повторно испраќајќи ја силата на предните тркала. Со поголема батерија од 54,2 кВт-часови тој постигнува автономија до 406 км. Производството на Aceman ќе започне во Кина, а од 2026 година и во фабриката на Mini во Оксфорд. Пред нас се неколку неработни денови. Искористете ги убаво и со најблиските. Се гледаме следната сабота. До гледање.